Добар ден и од мене, ова е почетокот на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Патувачката диареја се јавува многу почесто од што се мисли, кај 20 до 50% од луѓето што патуваат. Како да се спречи, особено ако одите на летување со мали деца? Доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од приватната здравствена установа Аџибадем Систина, е наш денешен гостин со кого ќе позборуваме токму на оваа тема. Благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Мислам дека темата може да биде интересна. Што е тоа патувачка, односно патничка диареја? Па, знаете, ние лето кога ќе дојде, тоа е еден навистина прекрасен период за сите, мислам вклучително и за возрастните како и за децата кога ќе се тргне на одмор. Без оглед дали одите на море, океан, планина, река, нели сепак е едно убаво и пријатно доживување најчесто. Меѓутоа може многу лесно да се наруши тој комодитет, затоа што со промена на местото на живење, од местото на живење таму каде што одите на одмор, многу лесно се менја флората, се користат некои храни кои што може да доведат до таа патувачка или патничка диареја, односно до состојба која што може да биде многу незгодна, особено за децата. Кои се главните причинители на оваа состојба? Дали промената на климата или пак стресот при патувањето се причинители? Може би сепак станува збор за микроорганизми? Па да, секако има влијание одредено стресот. Мислам, сепак и без оглед патувањето само по себе носи одреден стрес, може да биде причина, но најчесто причинители се разни микроорганизми, промена на структурата на микроорганизмите, знаете, првото прашање што обично се појавува кога им кажеме на родителите внимавајте, одите на некои екзотични дестинации, може да добиете диареја, па вика таму луѓето немаат. Да, немаат, ама луѓето кои домицилно живеат во такви некои екзотични дестинации се веќе адаптирани на тие микроорганизми. Најчести причинители од микроорганизмите се Ешерихија коли и салмонела, но има и една друга која се вика џардија, значи има повеќе микроорганизми кои што може да бидат причинители за појава на таа патувачка диареја. Без оглед што истите бактерии ги има кај нас. Знаете, има некои соеви, подсоеви на кои што ние едноставно не сме навикнати. Одите на одмор без оглед дали е некоја блиска дестинација или подалечна, сепак може да дојде до појава на диарелен, да кажам така, синдром. Така и ве споменавте, без разлика дали одите на далечна или блиска дестинација, некој смета дека само доколку одат на патување во некои екзотични земји, само тогаш може да се соочат со ваков проблем, но неретки се примерите кога дури и деца и возрастни добиваат патничка диареја во туристичките центри во нашата држава. Не, апсолутно. Значи, не само во околината, блиската наша околина, држави во нашата околина, дури и кај нас, во самите туристички центри, па и на далечни дестинации, многу лесно доаѓа до појава на таа патувачка диареја, да ја кажам, која, да напоменам само дека е многу значајна за децата, затоа што она е често пратена со синдром на повраќање. А кај децата повраќањето е тоа кое што може да доведе брзо до појава на дехидрација. Затоа треба да бидеме внимателни кога се децата во прашање. А кои се основните симптоми, како се манифестира? Па видите, тоа е најчесто состојба која што ние вака класично ја дефинираме кај поголеми деца и кај возрастни, кога се јавуваат 3 и повеќе течни столици во тек на еден ден, во последователни 2 дена. Меѓутоа парадоксално е што таа состојба може да се јави веднаш како ќе стигнете многу брзо на некоја дестинација на одмор, па дури може да се повтори неколку пати во тек на одморот, а исто така дури може да се појави и кога ќе се вратите. Проблемот е што главни симптоми се диареја, повраќање, покачување на телесна температура и овој синдром на повраќање кој што е значаен особено кај децата, пошто кај децата многу брзо може да дојде до појава на дехидрација. Дехидрацијата е главната состојба која што е релативно опасна и за која што треба обавезно родителите да се јават на преглед и да го однесат детето. Например, дете кое повраќа, кое има течни столици, кое плаче без солзи, кое не мокри доволно, тоа се директни знаци за една дури средно тешка, дури и потешка форма на дехидрација и тоа дете веднашка мора да се однесе на преглед. Понекогаш децата чувствуваат и премор, поспани се, тоа е исто дополнително, да. На тоа се, значи слабост, малаксалост може да се појави нормално во склоп на целата таа состојба и покачување на телесната температура. Така да има повеќе симптоми кои што треба да ги
упатат родителите кога треба да се јават на преглед, односно кога треба да отидат да ги види дали се работи за мало дете или нешто поголемо дете, педијатар во локалното место каде што одат на одмор. Од што зависи дали некој дете ќе ги добие овие симптоми на патничка диарија, бидејќи се случува во едно семејство, има две деца од кои што едното го има проблемот, другото е здраво. Да, тоа е многу често, мислам, меѓутоа тоа важи и за возрастните исто, искрено ви кажам. Пред се зависи од имунолошкиот систем на детето, од неговата одбрамбена способност, од антигената стимулација што ја има направено во тек на тие неколку години од животот, ако е првите години од животот, од една страна, но колку е поголемо детето или кај возрастните зависи од тоа дали имаат одредени пропратни болести, например луѓе кои што имаат диабет, зборам и деца и возрастни луѓе имаат нешто послаб имунитет, они се повеќе склони кон тоа, луѓе кои имаат некои автоимуни болести, па дури кај поголемите деца и кај возрастните кои што примаат лекови кои што се за намалување на киселината во желудникот, ние антациди, нели ги викаме тие лекови, имаат поголема шанса да добијат патувачка диареја, затоа што желудникот е главно место каде што се уништуваат бактериите заради неговата киселост, нели? Да им дадеме можност на гледачите доколку сака да се вклучат во програма на телефонскиот број 3076 677. Денешен гостин во студиото ни е доктор Александар Сајковски, специјалист по педијатрија од приватната здравствена установа Аџибаден Систина. Денеска зборуваме за патувачка диареја, чест проблем кој што се јавува за време на летувањата, на патувањата и може да биде особено тешко за родителите доколку некој од нивните деца се соочи со ваков проблем, па еве, како што споменавте, почне да повраќа, па дехидрира, а веќе се отидени на одмор, па каде да се јават во тој момент, има бројни дилеми. Да. Има ли лекови кои што може да го спречат повраќањето? Тоа е најчесто прашање на родителите. Знаете, кога зборуваме за нашите навики, генерално нашите навики се носи секогаш една торбица со доста лекови. Патувачка аптека, така. Да. При тоа има многу лекови кои што морам искрено да ви кажам, дури некогаш и непотребно се носат. Има лекови кои што по принцип родителите и не треба да ги даваат ако не се во консултација со некој педијатар. Значи, прво топло им советувам на родителите добро да се исконсултираат со своите матични педијатри што носат и како носат и што да дадат во каква ситуација. Но сепак има доста лекови кои што треба да ги дадат во консултација со педијатар. Едно од таа група на лекови се и лекови против повраќање. Повраќањето е многу битен симптом, меѓутоа ние како педијатри многу сме внимателни кога даваме медикаменти за повраќање, затоа што дел од нив може да направат навистина многу лоши негативни ефекти, па сега од едно зло да влеземе во едно и уште едно друго, нели? Така да сите лекови кои што се користат за повраќање треба да бидат строго контролирано давани во консултација со педијатриската служба. Најчесто, како, да кажам, така медикаменти или прашоци кои што се користат, се релативно хербални препарати за повраќање, но не класична хемија, затоа што тие лекови апсолутно, пак ќе речем, не смее да се даваат без консултација со педијатар. Од тие хербалните, да кажем, најчесто користени се препарати на база на гингероли, односно, што би рекле, џумбир. Да. Меѓутоа, сепак, ја топло ги советувам родителите пред да тргнат да имаат добар листинг на тоа што ќе понесат и што во која ситуација ќе користат. Да речеме, ја често пати се сретнуваме со потреба со носење. Значи, првото прашање во педијатриските амбуланти кој антибиотик да го понесам. Значи, антибиотик во оваква ситуација кога е патувачка диареја не ви помага. Дури може да одмогне. Но родителите кои ќе прочитаат дека причинител може да биде Ешерихија коли или слично, веднаш посегнуваат по антибиотик. Може да се посегне по антибиотикот. Значи, не, антибиотиците не се прва линија за терапија, апсолутно не се прва линија за терапија или за превенција, па уште помалце на оваа состојба на, да речем, на патувачка диареја. Така да антибиотиците се резервирани на вистина за класични бактериски инфекции каде што треба да се дадат. И тука се нормално суверени кога треба нив да ги лекуваме. Кога е оваква состојба, најдобро е да одите со превенција. Што тогаш најдобро да се даде за се спречи проливот, односно течите столици? Навистина има многу фактори кои што треба да ги направите. Дури вака може да ќе изгледаат и тривијални, а релативно често ги забораваме. Прв совет е немојте да купувате храна од луѓе кои што ја продаваат на улица.
Значи, најчесто загадената храна, бактериски загадена или вирусно загадена храна или вода, се причинители за појава на таа најчесто се они причинители за таа патувачка диареја и повраќање. Второ, мора да внимаваат со користењето на вода. Значи, водата треба да е исклучиво флаширана, значи, да кажем, онака фабрички купена, дури и сите сокови што се користат, се треба да е фабрички. Значи, вие да го отворите, да кажем, шишето или конзервата со сок, а не да ви ја ставаат некако. Така или во кафуле се случува грешка родителите да направат да порачаат сок за своето дете, а да не забележат дека во него има коцка мраз. Коцка мраз, па да, мразот апсолутно, значи водата што се користи во самите кафичи, ајде да кажем, или ресторани, водата може да биде загадена, како што и коцката мраз, таа се прави обично од стандардна вода, она не ве штити, она баш напротив. Вие можете да, значи возрастните луѓе може да седнат да се напијат и некој коктел, ако е он со мраз унутра од обична вода, може да добијат патувачка диареја. Значи има повеќе фактори кои што на лицу места вака треба да се превенираат. Од друга страна, секогаш треба да се нарачува храна која е добро термички обработена. Не да се јадат полуживи стекови, полуживи бифтеци или морски специјалитети. Значи тоа треба да е термички обработено. Или кога пиете кафе или пиете чај, тоа треба да е врело, не ладно. Затоа што ладното кафе може да е направено со обична вода и така да добиете диарелен синдром. Тоа се вака некои превентивни, да кажам, ај сега така активности кои што се врзани. Сладоледот не се препорачува во туристички места. Зошто? Сладоледот е најчестиот летен десерт што го добива децата. Па видите, тоа е можда еден од најдобрите десерти у светов, сега вака ако гледаме. Меѓутоа, користењето на сладоледите, особено оние рачни, онака како што се користат, многу често може да бидат загадени од салмонела. Впрочем, вие и слушате и во градов, кај нас често пати се случува во тек на летото да се добие салмонелозна инфекција од сладолед. Лесно се загадува. Затоа треба да е тоа фабрички припремен сладолед и вие да го отворите сладоледот, не друг да ви става, ако веќе зборуваме за сладолед. Но, еден од методите кој што е вака битен за превенција покрај ова, да не се внесува се и се што, например, кога сте на одмор, е да користите некои препарати кои што може да помогнат во регулација на цревната флора и кои што ќе помогнат во уништување на патолошките бактерии, а тоа е повеќе пати сме го зборувале користење на пробиотици, да речеме, односно ние позитивни бактерии. Некој вела дека пробиотикот треба да се зема една недела пред поаѓање на летување, односно на било какво патување, дали е тоа точно? Да, апсолутно. Значи, дури советот е минимум една недела пред патување, значи зависно нели и од возраста на детето, минимум една недела, обавезно во тек на целиот престој на одмор и минимум една недела од кога ќе се вратите. Значи, тоа е вака еден период, ако сте 2 недели на одмор, значи добар период од месец дена треба да се користат пробиотските бактерии или култури, да кажам така, нели? При тоа, има исто така е многу битна структурата на пробиотиците кои што ќе ги има на пазарот најразлични соеви во различни концентрации. Што се препорачува конкретно во ваков случај? Па, знаете, има многу соеви на пробиотски култури. Има многу пробиотици, секој од нив има некое различно дејство и функција. Затоа треба да ги разликуваме. Например, ние препорачуваме, особено кај децата, пробиотици кои што лачат субстанци кои што помагаат да се развиваат други пробиотици, пробиотски култури во цревото и кои што ги уништуваат патолошките бактерии. Такви субстанци се, например, тие што се лачат, се, например, лактична киселина, ацетична киселина, кои што уништуваат патолошки бактерии, меѓу кои салмонела и клостридиум, пример сега ги кажувам, нели, и кои што лачат, например, реутерин, една субстанца која директно ги убива исто така патолошките бактерии. Таков тип на пробиотик е Lactobacillus reuteri protectis. Тоа е култура, тоа е пробиотска култура која што ги лачи тие субстанци и фактички овозможува, легнува на слузницата на цревото и не дозволува патолошките бактерии да се залепат на слузницата на цревото. Затоа се они добри во превенција. Нели, ако дојде до појава на диарелен синдром, онда се додава плюс на него уште друг пробиотик, ако се појави, да кажеме, нели.
Сето тоа треба да го имаат во предвид родителите, и ние во основа во нашите амбуланти, да кажем во педиатриските амбуланти, многу често ги советуваме да користат, тоест најбезазлена превенција е да користите пробиотик. А од друга страна му давате и позитивен фидбек на организмот на детето во тој случај. Дали децата на било која возраст може да ги примаат овие пробиотици во колкава концентрација? Па да, ние мислам дека и сме зборувале. Ние, например, пробиотиците може да се дадат од втор ден старост кај бебе. Значи, наредниот ден после раѓање. Особено ако детето е родено со царски рез. Значи, мислам дека таа тема ја имаме и сме ја зборувале. Значи, има пробиотски култури кои може да се дадат многу рано и кои што може да се даваат дури во тек на целата прва или втора година, а инаку може да се користат без никаков проблем тие култури, односно тие соеви кои што се клинички докажани дека се ефикасни и носат добар ефект на цревото на детето. Кога кај детето ќе се јават симптоми на патничка диареја, кога ќе се јави веќе течната столица, дали треба некој специфичен пробиотик да се даде, како што е линексот, например? Знаете, тука родителите многу често поставуваат прашање на социјалните медиуми кој пробиотик конкретно да се употреби кога веќе има течна столица. Знаете како, сега да не би сакал да зборувам онака класично, нели, условно да речем комерцијално за пробиотиците, меѓутоа клучот кај пробиотиците е тоа што тие треба да секој пробиотик има своја одредена намена. Значи не можеме да се држиме до се. Не може еден пробиотик да биде добар за се. Например, има пробиотици кои што го покачуваат имунитетот и кои што вака штитат од бактерии. Има пробиотици кои што се добри само за диареја, например, ефикасни се за диареја, како и линексот што го спомнавте. Меѓутоа, ние генерално го препорачуваме најмногу Lactobacillus reuteri protectis во ситуација, особено кај децата во првите 2 до 3 години, во превентивни цели, а терапеутски може да се користат и други пробиотски култури. Така. Од што зависи колку долго ќе трае оваа состојба кај детето? Па, знаете, обично, да кажам така, патувачката диареја трае 2 до 3 дена. Обично трае 2 до 3 дена. И најчесто, колку е детето поголемо или кај возрастните луѓе, најчесто поминува без големи турбуленции, не е многу страшно. Најчесто поминува и спонтано, дури и без многу користење на лекови. Меѓутоа, проблемот е ако се појави овој другиот синдром што го викаме повраќање, каде што децата можат брзо да дехидрираат. Одека некои децата имаат малку поспецифичен имунитет метаболизам од возрастните, само 2 до 3 повраќања може да доведат до продукција на ацетон во телото, кој што се после тоа елиминира и преку мокреќата, али и он самиот да предизвика дополнително повраќање. И тоа е еден круг кој што треба да се пресече. Во страшна состојба. Па тоа е бурно, навистина и драматично. Често пати, ако е пратено со тој ацетон, така наречено ацетонемично повраќање, кое може да доведе и до поозбилна дехидрација, начинот на сечење е со давање на, значи легнување во болница или дневна болница и давање на инфузии, да. Значи, родителите понекогаш треба да бидат спремни за едно вакво сценарио? Па, во секој случај треба да се спремни, затоа што навистина нормално не посакувам никому да му се случи такво нешто, но сепак треба да знаат што може да ги очекува, дека одморот може да не речем да стане и кошмар ако не е се како што треба регулирано. А каква храна се препорачува за време на патничката диареја кај децата? Дали треба да биде рестриктивна диетата во тие моменти? Значи, најчесто, кога спомнавте храна, уште еднаш сакам да споменам дека во превенцијата е многу битно. Значи, апсолутно е најстрого забрането да се користат непастеризирани млека и млечни производи кај децата кога негде сте на одмор или патувате негде. Затоа што тоа се производи кои лесно се загадуваат, односно лесно развиваат микроорганизми и бактерии кои што може да доведат до појава на диареја и на пролив. Храната, ако веќе се развие, ако веќе се појави диареја, треба да е лесна, без многу, да кажам, тежина во нејзе, но храна која содржи доста микроелементи, електролити, нели натриум, калиум, нели калиумот се губи при повраќање, а тоа го имате многу во бананата, например, го имате во патлиџанот.
И ние често се сретнуваме, викаме, детево ми повреќа, викате патлижен. Да, патлиженот има многу калиум, например, као форма на храна. Еве еден добар совет. Препорачувате ли во патничката аптека родителите секогаш да имаат електролити? Апсолутно да. Раствори? Да, апсолутно да. Тоа е веќе навистина многу години, можда и 30 на години, стандард да кај децата се, ако дојде до диареја или до пролив, да се проба рехидрација, да се спроведе рехидрација и најмногу се спроведува со електролити преку уста, затоа што сепак мал број на деца треба да дојдат у ситуација да треба да примаат инфузии и да на тој начин се спречи тој процес на дехидрација. Меѓутоа, дехидрацијата кај децата е многу почеста отколку кај возрастните. Причината е многу едноставна. Ако сакаат родителите, мислам чисто овака кога веќе зборуваме, децата имаат повеќе вода отколку ние возрастните во телото. Вкупната количина на вода е поголема. И вкупната количина на вода што ја имаат децата во ние го викаме екстрацелуларен простор, значи простор надвор од клетките е многу поголем отколку што ги имаме ние возрастните. Така да многу помал број на столици и многу помал број на повраќања лесно водат до дехидрација кај децата. Кога веќе споменавме патничката аптека, што им советувате на родителите да понесат со себе кога одат на одмор? Па ја лично, а и сите ние нормално им советуваме да имаат секогаш нешто за помош кога е во прашање телесната температура, помош кога е, да речеме, за некакви алергиски реакции, мора да се има некој медикамент, сируп, нели, за алергиски реакции или крема. Исто така да имаат средства за заштита од комарци, оси, пчели и така натаму. И да имаат, меѓу другото, добри и квалитетни средства за нега на кожа, заради зрачењето, сончевото зрачење кое може да доведе до оштетување на кожа, до горење едноставно на кожата, нели, до изгорување, изгореници дури може да се појават на кожата. Денеска дури можете малку средства да најдете од висок квалитет кои што штитат од сите три типови на сончеви зраци А, Б и С, ултравиолетови зраци, и тие се устари најдобри средства кои што ги содржат нив. Од трета страна, многу би сакал да им советувам исто на родителите да внимаваат кои средства ги користат за заштита од не само од ултравиолетовите зраци, него и од да речеме од комарци, нели, од очи, оси, пчели и така натаму. Инсекти едноставно затоа што треба да се користат средства кои што се кај децата повеќе на природна основа, не на класична хемија, оти кожата на децата многу полесно ресорбира се отколку што е кај возрастните. Така. Ова е исто така една тема која што може да отвориме, инсекти, убоди, особено во летниот период, бидејќи родителите се соочуваат и со такви проблеми. Кога сме кај патувачката аптека, уште би сакала да ве прашам во однос на патувањето, многу деца се случува да повраќаат по пат. Што предлагате да се земе во тој момент? Значи, кај децата се оди повеќе со, повторно ќе ги споменам, значи, овие гингероли, односно лекови кои што се на база на концентрирани гингероли или џумбир. Некогаш се користат и оние лекови кои што се за кинетози, што ги викаме, нели? Али не и класична хемија сега велам хемија, нели? Затоа што они може да направат многу лоши симптоми ако се користат неконтролирано. Така, за жал некои родители тие конкретно медикаменти ги дават во ситуации кога детето повраќа и има диареја. Тоа не е добро, па затоа доаѓаат да. Колку често се враќаат од одмор семејствата поради патничка диареја, особено морам да ви кажам искрено поради проблем со нивно дете? Многу често се случува, ние да не речам секојдневно имаме повеќе дечиња чии родители се враќаат заради промптни повраќања и проливи. И обично се они во околните дестинации, така да они брзо се враќаат. Има секој ден. Така. Ви благодарам, доктор Сајковски, за денешното гостување. Можне корисни информации, бидејќи летните одмори се во тек и многу планираат наскоро да отпатуваат некаде, така што корисни информации поврзани со оваа проблематика. Ви благодарам и на вас. Ви благодарам, почитувани, што не следевте и денеска со внимание. Се гледаме во рамки на утринската програма на фреквенцијата на телевизија Телма во редовниот термин од 12 часот. До гледање.